Евангелието за Месопусна недела ни ја открива потресната слика за последниот суд. Христос, царот на славата, доаѓа во сета своја моќ и величество и пред него се собираат сите народи. Тоа ќе биде момент на најголемата поделба, како што пастирот ги разделува овците од козите. Но според што? Според верата? Според знаењето? Имотот? Не. Единствениот критериум е љубовта. Љубовта преточена во дела на милосрдие. И ова не е никакво ново учење, туку е длабоко вкоренето во Стариот Завет. Во книгата на пророкот Езекиел Господ зборува дека ќе ги раздели овците од козите, покажувајќи дека Бог од секогаш суди според делата на љубов. Не мислете дека судот е далечен. Тој се случува секој ден, секој миг, со секој наше дело, сами одлучуваме на која страна застануваме. Господ не суди според нашите зборови, туку според нашите дела. Бев гладен и ми дадовте да јадам, бев жеден и ми дадовте да пијам, бев странец и ме примивте. Колку пати сме виделе луѓе во потреба, а сме поминале покрај нив со камени срца? Колку пати сме останале рамнодушни на неволите на другите? Погледнете ги спасените. Тие се зачудени. Не знаеле дека му служеле на Христос. Едноставно љубеле без пресмет и без очекување на награда. Во секој сиромав, осамен, болен, го препознале ликот на Спасителот. Они од левата страна не направиле ништо лошо. Не биле зли, но нивниот греф е во тоа што пропуштиле да направат добро. Пропуштиле да љубат. Светоста не се остварува кога живееме само за себе. Не може да се оди по патот на светоста без дела на милосрдие. Денес Христос не прашува дали го препознаваме во ближниот, во сиромавиот на улица. Не мора да правиме големи чуда. Доволно е да подадеме рака, да утешиме, да охрабриме, да покажеме добрина. Великиот пост е пред нас. Тоа е едно свето време за промена, за преобраќање. Време да ги отвориме срцата, да не чекаме да дојде судниот ден, за да сватиме дека требало да љубиме. Треба да бидеме свесни дека ќе дојде тој ден и ќе застанеме пред Бога очи во очи. Што ќе му кажеме тогаш? А кој не би сакал да ги слушне зборовите Христови: дојдете благословени од мојот Отец, зашто ме препознавте во најмалите.